Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе говорам за автофагија. Ова е процес кој што е клучен за клеточно преживување и исто така интегриран во многу други процеси кои што се битни за нормално клеточно функционирање. И овој процес, барем во ова видео, ќе го разгледам доста детално, така што ако немате големи познавања од областа на молекуларна биологија, клеточно сигнализирање, можда ќе биде потешко да ме следите, но сепак верувам дека сите би можеле да извлечат некакви информации од ова видео. Океј. Процесот на автофагија всушност може да го преведеме како самојадење. И ова е процес за кој всушност е доделена Нобелова награда во 2016 година. Нормално работата е завршена одамна, но во 2016 е доделена Нобеловата награда за откривање подетално на механизмите како ова всушност функционира. И истражувачите кои што имаат добиено таа Нобелова награда главно работеле на квасци, Saccharomyces cerevisiae, и гледале како всушност квасците ја користат вакуолата. Океј? Значи гледале дека вакуолата се носи одредено ѓубре, така да го речеме, од клетка, тоа се деградира. Зошто ова било корисно и како ова всушност функционирало не било толку познато. Но они продолжиле да работат, ги земале овие квасци, ги ставале во средина каде што треба да гладуваат, така значи нема ресурси во медиумот каде што ги одгледувале и гледале што се случува. И со тек на време, така го разјасниле процесот, користејќи на различни нокаут, да ги кажам, соеви на квасци, каде што земаш квасец, неколку гени ги гасиш, така и гледаш што се случува. Така и ако има некаква промена, гените кои што си ги изгасил, биле клучни за тој процес. И вршејќи најразлични пермутации на гени, дошле до заклучок дека одредени гени, така, се битни за овој процес на автофагија. И тие гени, односно понатаму продуктите на тие гени, ги нарекле autophagy related genes. Или накратко ATG, ATG. Нормално понатаму открили многу други гени кои што користеле друга класификација, така што не сите гени и продукти кои што ќе ги разгледаме во видео се ATG, има и многу други, но тие биле основата од која понатаму продолжило да се надградува овој процес. Океј, но зошто е битен овој процес на самојадење? Значи, под самојадење се подразбира да клетката може да отстранува дел од клеточниот материјал. Значи, дали тоа се стари протеини, дали се некои агрегирани протеини кои што веќе не се потребни. Така, може би биле потребни во состојбата која што се наоѓала клетката пред еден час, но сега се променила состојбата и тие протеини веќе не се потребни. Или пак автофагија на одредени органели, пример митохондрии. Претходно и требала повеќе енергија, сега не е потребно до толку енергија, така што митохондрите треба да се автофагираат. Или пак некои митохондрии сега се нефункционални, така, у наводници расипани. Не би требало да останат натре во клетката, добро и тие да се деградираат. Некои периксозоми може да се застарени, некои везикули кои што се наоѓаат натре во клетката веќе не се потребни и така натаму и така натаму. Значи најразлични работи во клетката постојано треба да се разградуваат со цел да може да се ослободат на различни конститутивни молекули за градење на нови работи. Океј? Значи автофагија е вид у наводници чистење на внатрешноста на клетката, зависно од условите кои што се бараат. И ова помага клетката да функционира со оптимален капацитет, колку што е можно подолго. Така нормално и овој процесот тек на време застарува, така што клетките стареат, но ова помага да се освежува клетката колку е можно. Нормално понатаму се открило дека освен потребите за така наречено чистење на клетката, автофагијата има и други улоги, така во клеточна диференцијација. Така значи кога почнуваме некакви стем клетки да се стигне до одреден тип на клетка, има повеќе чекори каде што некои вклучуваат автофагија на одредени органели, на одреден дел од цитоплазмата, зависно кој вид на клетка настанува или што е потребно прави клетката, например имуниот систем која се диференцира од Б клетка во плазма клетка или од T helper, можеби само од вакво CD4 позитивна клетка, да биде T helper 1, T helper 2, тоа бара автофагија на одредени делови од цитоплазмата и на одредени органели. Така што има многу поопсежен опсег самиот процес на автофагија, но вие може да си го памтите како еден вид чистење за одржување на клетката, така да кажеме у наводници свежа, оптимална функционална состојба. И ова така наречена чистење, процесот на автофагија, првично кога е истражуван,
и е односно приметен кога има еден вид гладување на клетката. Сега тоа не мора да значи дека организмот целиот гладува, така ти не си јаден, а одредени клетки може не добиваат доволно нутриенти во тоа време или не се потребни во тоа време, така што подлежат на процес на автофагија. Значи збориме за гладување на ниво на клетка. Сега, автофагијата почна откриено дека не се случува само во процес на гладување, дека се случува и постојано, само до помала мера. Така што можеме да речеме дека процесот на автофагија е конститутивен и исто така инициран, потикнат. Во ред? И најчесто кога збориме за конститутивна автофагија, говориме за еден вид bulk autophagy. Тоа е кога имаме автофагија на големо, на некои компоненти кои што не се селектираат кои се, едноставно разградување на така наречен застарен материјал. Но во одредени случаи каде што има одредена намера клетката, имаме и селективна автофагија, каде што селективно се бира што ќе се разградува, зошто, како, кога. Во ред? Така што сум конститутивна и индуцирана, може да поделиме и на bulk, као на големо, и селективна автофагија. Сега, селективната, зависно што е тоа што се деградира, може да се подели на различни подкатегории. Така, значи, ако е за протеини, може да биде тие протеини обично се во агрегати, така слепени протеини, односно агрефагија, ако е за ендоплазматичен ретикулум, ретикулофагија, ако е за митохондри, митофагија, ако е за периксозоми, пеоксифагија, мислам дека ја нарекува, ако е за јадрени делови или јадра, кај што имаме повеќе јадрени клетки, нуклеофагија и така натаму и така натаму. Значи го земате некој префикс, додате фагија, е тоа што се деградира. И еден многу битен процес кој што дури понатаму е откриен дека овој процес на автофагија е клучен во разградување на различни патогени, дали тоа се вируси или интрацелуларни бактерии, и тоа се нарекува ксенофагија, разградување на страни организми, страни тела. На англиски е со X, xenophagy. Во ред. Сега, поднатаму, како што се вршило истражување, се увидело дека, ај што имаме различни работи кои што може да бидат деградирани, има и неколку начини на кои може да бидат селектирани и деградирани. Така што имаме главно 3 начини на автофагија, иако во некоја литература може да се сретнат уште неколку, но тие не се доволно истражени, не е ни сосема јасно дали се сметат ко посебен начин или пак се подгрупи на веќе поставениве. Значи, трите главни начини на автофагија се макро, микро и шапрон посредувана. Најголем дел од истражувањата се направени на макроавтофагија, така што тоа е најголем дел од литературата и тоа е тоа што ќе го зборам, иако ќе ги спомнам и микро и шапрон mediated. Океј, и да започнеме. Ово овде што го гледате во левиот фагол е јадрото на клетката и нормално внатре во јадрото има и генетски материјал кој ќе обележам вака. Океј, значи имаме ДНА, имаме РНА, имаме наразлични протеини и така натаму. На јадрената мембрана е прикачен ендоплазматичниот ретикулум. Во ред, значи имаме мазен и рапав, не е тоа сега битно. Имаме ендоплазматичен ретикулум кој ќе нацртаме вака некако. Во ред. Се смета дека процесот на макроавтофагија започнува од мембраната на ендоплазматичниот ретикулум. Но не е тоа сигурно. Така, значи постојат многу други видови на мембрани внатре во клетката. Го имаме Голџиевиот апарат, така, значи Голџи вака тука ќе нацртаме. Имаме Голџи, имаме мембраната на самата клетка, така и самата клетка има мембрана. Исто така имаме везикули внатре во клетката. Така, значи најразлични везикули и така натаму и така натаму. Значи постојат најразлични мембрани во клетката од кои што би можел да започне процесов, но се смета дека започнува од ендоплазматичниот ретикулум. Во ред? Или пак има дури некои теории дека мембраните кои што го формираат процесот на макроавтофагија се деново синтетизирани, односно не потекнуваат од никој органела, но се синтетизираат на лице место. Но да речеме дека почнува од ендоплазматичниот ретикулум, тоа е најчесто прифатената теорија. Значи имаш одреден дел од ендоплазматичниот ретикулум кој што, да речеме, дека се набабрува на одреден начин. Океј? Ќе нацртаме тоа како вака некако. И оваа структура во некои литератури се нарекува омегазом. Ја бележиме вака.
во ред. Сега ќе имаме испапчување на оваа структура надвор, така што ќе се формира една мембрана која ќе нацртаме овдека вака. Цртаме овдека вака и оваа мембрана е двоен фосфолипиден двослој. Односно има 4 монослоја. Океј? Значи, оваа мембрана тука гледате дека е со една линија, оваа дека е со две линии. И тоа е малку чудно, бидејќи вакви мембрани не се среќуваат многу често во клетката. Јадрото има двојна мембрана, но не многу други структури. Да, и митохондриите имаат, но не баш на истиот начин. И оваа структура сега се нарекува преавтофагозом или фагофор во некоја литература. Така што ќе обележам тука преавтофагозом или во некоја литература фагофор. Во околната средина тука имаме една молекула, поточно тоа е сложен комплекс, кој се нарекува УЛК комплекс. Океј, ќе нацртаме да е тука вака некаде. Океј, значи ова е УЛК комплекс. И овој УЛК комплекс всушност е составен од повеќе субединици, а тоа е УЛК 1 или УЛК 2, најчесто е УЛК 1. УЛК инаку стои за УНЦ 51 like kinase. Океј, значи тоа е протеин. Исто тука имаме FIP 200, што стои за Family Interaction Protein 200. Имаме ATG 101. Спомнавме од каде доаѓа кратенката ATG, значи Autophagy Related Genes, и ATG 13. Значи тие се 4 компоненти кои што го градат овој УЛК комплекс. Инаку, овие кратенки во некоја литература може да има други имиња, зависно дали се збори за клетки на цицачи или пак на сахаромицез, квасци, например првите содржувања кои што се правени. УЛК1 не се рекол УЛК1, него се рекол ATG1. Океј, значи тоа е истото соединение, истата молекула, истиот протеин, но ако се збори за квасци се вика ATG1, ако се збори за цицачи се вика УЛК1. Океј, значи има мала разлика во номенклатурата зависно од живиот организам. И овој комплекс, кога е инициран, поттикнат од најразлични други молекули кои ќе разгледаме понатаму, се прикачува на овој преавтофагозом или уште додека е во форма на омегазом на таа двојна мембрана, така што ќе нацртаме дека се прикачил тука некаде. Вред. И овој комплекс, кога е прикачен, понатаму може да изврши фосфорилација, така што ќе активира други молекули, сега ќе разгледаме кои се тие. Молекулата која што е активирана од УЛК1 се нарекува AMBRA, што стои за Activating Molecule of Becklin Regulated Autophagy, односно активирачка молекула на Беклин регулирана автофагија. Вред, кога е активиран AMBRA го активира P3 киназениот комплекс. Okay, значи ова е комплекс кој што е составен од повеќе протеини, како што беше и УЛК комплексот, а тие протеини се следниве. Беклин 1, ВПС 34 и ВПС 15. ВПС стои за Vacuolar Protein Sorting Molecule, 34 или 15, нормално ги има и многу други, бидејќи ги имаат овие бројки. Океј. Значи овие три го градат P3K комплексот. Кога е активиран, он ќе се прикачи на молекулата овдека до AMBRA, така што ќе конвертира фосфоинозитол дифосфат во фосфоинозитол 3 фосфат. Предизвикува да надојдат така наречени VP протеини, односно WIPI proteins. WIPI протеини се всушност класа голема на протеини што стои за ВД протеини кои влегуваат во интеракција со фосфоинозитол 3 фосфат. Океј, таму се доаѓа кратенката. Значи многу е долго целосното име, ги да рекуваме WIPI proteins. И овие WIPI протеини, кои што надоаѓаат сега во овој преавтофагозом, предизвикуваат да дојдат и многу други ATG протеини. Okay? И во самите WIPI протеини има некои ATG proteins, али ова предизвикува одредена
подкласа, така наречена група на 12.5.16 да дојде, која што ќе има дополнителна функција. И сега тоа ќе го видиме на следниот чекор. Во околната средина, околу овој преавтофагозом, нормално има многу АТГ протеини. Има еден комплекс кој што се нарекува АТГ 12.5.16. Има цела процедура како всушност настанува. Генералната идеја, на кратко ќе ја кажам, е значи АТГ 12 се спојува со АТГ 5, така што добиваме АТГ 12.5 комплекс. И ова е под дејство на различни АТГ други протеини, кои што действуваат на начин сличен како убиквитинација на протеини. Значи имаме E1, E2 и E3 системи. Значи ова е со помош на E1, 2 и 3 тип системи кои што ги обавуваат чекорите како во убиквитинација. И тоа се соединува понатаму со АТГ 16 лигант. И така всушност го добиваме овој комплекс. Сега, зошто е битен овој комплекс? Во меѓувреме, во околната средина, има еден протеин кој што се нарекува LC3. Ќе обележиме со розова боја. LC3. Поточно, LC3. Овој протеин е всушност микротубула асоциран протеин 1А или Б light chain. Light chain 3. Значи, прилично долго име, кратко LC3. Сега, овој протеин е обработен од страна на други протеини, има низ чекори, нема да навлегуваме во детали, но упростено кажано, под дејство на АТГ 4, тој се конвертира во LC3.1 и после под дејство на АТГ 7 и 3 се конвертира во LC3.2. Значи LC3.1 и LC3.2. Сега, овој протеин LC3.2 со цел да се прикачи на овој автофагозом, односно преавтофагозом, потребен на овој комплекс АТГ 12.5.16, кој му овозможува на LC3.2 да се прикачи со тоа што преку низа реакции и дополнително му додава фосфоетиоламин, односно PE. Значи плюс PE. LC3.2 сега се прикачува на мембраната и од надворешната и од внатрешната страна. Во ред? И сега, кога го имаме овој автофагозом обкружено со вакви LC3 молекули, да видиме зошто се тие всушност битни. Идеме во следниот чекор. Сега, на овие LC3 молекули се прикачуваат така наречени SLRs, што стои за Sequestering Like Receptors. Има различни, така, значи ќе нацртаме со портокалова, еден со сина боја, така еден со виолетова и така натаму и така натаму. Значи ова се молекули кои што посредуваат во специфичното автофагирање на одредено карго. Така. Сега ќе нацртам еден SLR од надворешната страна, за да ги видиме специфичните делови. Делот каде што SLR молекулата се прикачува со LC3 се нарекува LIR, што стои за LC3 Interacting Region, односно регион кој што влегува во интеракција со LC3. Другиот дел е UBD, што стои за Ubiquitin Binding Domain, односно дел кој што врзува убиквитини. Сега, ако познаете молекуларна биологија, знаете дека протеините постојано се убиквитинираат. Така и како што помина повеќе време, прикачуваат повеќе и повеќе убиквитини и понатаму подлежат на протеозомска деградација. Епа и овде е нешто слично. Да речеме дека тука има некој стар протеин, така, кој што веќе си е завршил функцијата, веќе може и нема потреба, се сменили условите. На него има прикачено 3 убиквитини. Убиквитините се врзуваат со овој тука регион и овој протеин сега ќе подлежи на автофагија. Во ред? Значи, за тоа служат SLRs. И постојат многу различни, како што се P62, NBR1, NPD52 ли беше? OPTN, TRIM 21 и различни SLRs посредуваат во селективно бирање на одредено карго.
Пример, P62 се поврзува со агрегирани протеини. Океј, NPD52 се поврзува со галектини. Значи тоа се протеини кои што препознаваат шеќерни компоненти, односно lectin type proteins. Пошто препознаваат галактоза, затоа се галектини. А TRIM21 се поврзува со FC регионот од антитела. NCOA4 се поврзува со феритин протеинот, кој што нормално нели врзува железо. Сега има некои генетски заболувања, на пример, каде што го нема овој протеин, овој SLR, така што феритин не се деградира толку многу. Значи може би се деградира само по пат на протеолиза, но не се деградира користејќи автофагија. Така што се натрупува феритин кој што е врзан со железо, односно се натрупува железо во клетките и ткивата, кое во големи количини е токсично. Океј, значи ова може да предизвика одредени патологии. Мислам, сите овие ако би фалеле би имало патологија, така значи има некој, например, Никс има еден SLR кој што се поврзува со одредени протеини, кој што се поврзува со одредени протеини на митохондриите и посредува во митофагија. Така ако го немаш Никс, нема толку успешно разградување на стари митохондрии и тоа доведува до оштетување на клетки, воспаление, автоимуни болести и така натаму и така натаму. Ајде сега да идеме на следниот чекор, каде што подейства различни протеини. Тој чекор е всушност започнат, имаме чекор на елонгација и гледате секој пат кога го цртам ова е малце позатворено и позатворено, но со тек на време, како што и ќе се придонесе каргото внатре во автофагозомот, ќе биде затворен до крај и ќе имаме зрел автофагозом. И тоа би изгледало вака. Сега, овој зрел автофагозом нормално треба сега да стигне до местото каде што ќе се врши деградирањето, бидејќи не се врши во него, а тоа е лизозомот. За да стигне до таму, тој треба да биде транспортиран. И сега тој не може така по случајност да го најде лизозомот. Мислам може, но шансите за тоа се многу мали и нема биде толку ефикасен процесот. Така што треба да биде насочен така каде е лизозомот и да може да се фузира со него. За тоа да се случи, овој зрел сега автофагозом се прикачува на транспортот кој што е во клетката, односно на микротубулите. Океј? Микротубулите, значи се дел од цитоскелетот и имаат позитивен и негативен крај. Океј? Сега, за да се прикачи автофагозомов на микротубулата, тоа е посредувано од едни RAB7 протеини. Овие RAB7 протеини може да се прикачат или со RILP или со FICO. Вака тука ќе бележиме. Значи може да биде RILP или да биде FICO протеин. Сега, ако е RILP, тука ќе се прикачи динеин. Вака ќе го нацртаме. Додека ако е FICO, ќе се прикачи кинезин. Океј, и ова се два моторни протеини кои што зависат од енергија за придвижат некое карго во одредена насока. Сега, FICO, така со кинезин иде кон плюс крајот, динеин иде кон минус крајот. Лизозомот кон кој треба да се оди, најчесто е кон минус крајот. Сега зависи каде се наоѓа лизозомот, каде се наоѓа автофагозомот кој што е криран, некогаш може треба да иде пред кон плюс, па кон минус. Но најчесто ќе биде кон минус. Значи така се ориентира, така се распределува со цел движењето да биде по лесно. Сега, како ќе го натераме овој автофагозом да иде главно кон минус крајот? Се случува ацетилација на тубулин протеинот која гради микротубулата. Океј, значи се додаваат ацетил групи од страна на еден протеин кој што се рекува алфа-тат. И ова е малку парадоксално, зашто ќе видиме понатаму видеото, бидејќи ацетил всушност во време на гладување, кога е овој процес на автофагија поизразен, е помалку застапен во клетката, а овдека пак се користи. Зашто најчесто кога имаме гладување имаме деацетилација на најголем дел од протеините, а овдека имаме па ацетилација, што е малце интересно. Но океј, алфа-тат ја врши таа ацетилација кога организмот е во гладување, додека ако е најаден, во тој случај алфа-тат е инхибиран од P300, ќе обрежеме вака, кој што кој е најаден организмот, така, ќе блежам дека сум најаден, го инхибира. Но ако си гладен, има еден друг протеин
кој што пак го инхибира P300, а тоа е BAT3. Океј, значи ова е кога си гладен, го инхибира така што го врзува и го носи внатре во јадрото. Значи, ако си гладен, ова е инхибирано, така што ако овој не работи, алфа-тат ќе може да си врши фосфорилација, односно ацетилација, се извинам. Океј, сега, кога е така ацетилиран, се движи, користики удинеин, повеќе кон минус крајот, така што автофагозомов ќе стигне до лизозомот. И сега ќе видиме што се случува таму. Овде сега го имаме чекорот на фузија. Значи овдека големово всушност е лизозомот, додека овдека гледате како автофагозомот се фузира. Првично се фузира на дворешната мембрана, outer membrane, после внатрешната, која што ќе биде хидролизирана од страна на различни хидролази, така да има најразлични хидролази, околу 60 различни хидролази. Има катепсин, B, D, L. Добро, тој L кај луѓе се нарекува V. Но, океј, ова се протеази кои што разградуваат протеини, така. И има други ензими кои што деградираат најразлични биолошки молекули. Во ред? И се ова се случува под одредено pH. Така, значи pH е многу битно за функционирање на сите овие ензими. И кога каргото што било носено, да речеме дека тоа е некоја си митохондрија, така се ослободи во лизозомот, таа ќе биде деградирана на помали и помали компоненти. Така да се останите молекули кои што ќе допринесат за клетката да си ги рециклира своите залихи. Океј, и тоа е главно процесот на макроавтофагија. Во ред? Значи имавме, ако се навратиме, чекор на инициација, чекор на нуклеација, елонгација, матурација и на крај фузија. Инаку не спомнав кои протеини влегуваат во интеракција со цел да се случи фузијата. На автофагозомот имаме одредени протеини кои што ги нарекуваме R или пак во некоја литература T, snare proteins. И вакви, например, се VAMP8 и VTI1B. Има и многу други. Додека на самиот лизозом имаме протеини, дека вака, кои што треба да влезат во интеракција со тие, кои што се нарекуваат Q-snare или V-snare, бидејќи вакуола, така прилично кај кваци ова работено. И вакви се SNAP 25 и синтаксин 7, 17. Океј, значи тие влегуваат во интеракција еден со друг и може лизозомот да се фузира со автофагозомот. Во ред, пред да видиме како е регулирана автофагијата, да видиме што е тоа шаперон посредувана и што е тоа микроавтофагија. Шаперон посредувана автофагија или хаперон посредувана, зависи како го преведувате, бидејќи на англиски е CH chaperone, така да, како сакате преведете го, е кога имаме шаперони кои што го носат каргото директно до лизозомот, независно од овие автофагозоми. Сега, шапероните, осно хапероните се комплекс на протеини кои што главно служат за правилно диплење на протеините, така кога се вршат посттранслациони модификации, кога имаме топлотен стрес и така натаму и така натаму. И еден од познатите е HSC70 комплексот. Значи, ќе земеме вака некоја си, сина боја. Значи имаме HSC70, тоа е едната субединица, значи тоа е прикачен заедно со HSC40, HSC90, тука имаме еден протеин кој што се нарекува BAG1, имаме овдека еден HIP, имаме тука HOP протеин. И од овој комплекс HSC40 тој кој врши стимулација, додека BAG1 е тој што кој врши инхибиција на овој комплекс, зависно дали организмот, осно клетката е во фаза на гладување или пак има доста нутриенти. И овој комплекс го прикачува каргото, поточно протеините, со нивниот C терминал и ако имаат само одредена секвенца. Така, ајде овдека ќе нацртаме еден протеин. Така да речеме тука имаме некој си
протеин кој што е прикачен од страна на овој HSC комплекс, и овој протеин ќе биде прикачен само ако овој тука дел, така, ја има така наречената KFER-Q секвенца, каде што секоја од овие букви стои за различни аминокиселини, некојаш за група на аминокиселини, не ви е сега тоа битно, знаете која буква, кои аминокиселини се, но C-терминалот е битно да има оваа секвенца. Сега, тие не се некои ретки протеини, значи 30 до 40% од сите протеини, растворени протеини во клетката се со оваа секвенца. Океј, сега кој е прикачен заедно со овој комплекс, тој е доставен до лизозомот, каде што се поврзува со протеин кој што се нарекува LAMP2A. Вред? И овој протеин посредува во внесување на протеини внатре во лизозомот и понатамошно нивно деградирање. Доека постои уште еден друг протеин, постојат повеќе, но јас само овие два ги спомнувам, кој е LAMP2C, а тој пак служи во посредување на деградација на нуклеински киселини. Значи, тие може да се од самиот организам, може да се од митохондриите, или пак може да се од некои патогени. Океј, че дека ќе бележиме, може тоа да биде ДНА или пак РНА материјал. Значи, LAMP2C служи за тоа. Сега, постојат некои заболувања каде што овие протеини не се толку функционални, така што немаме толку добра хаперон посредувана автофагија и има тоа одредени последици. Тоа, например, за LAMP2A се нарекува Danon's disease, болест, но тоа сега не ви е толку битно. Сега, зошто воопшто постои овој процес и кога овој процес е превалентен? Така, зашто не се случува се со макроавтофагија? Кога започнува гладување на одредена клетка, така, значи имаме глад, првично клетката, нели, она конститутивно има процес на протеолиза, така користејќи протеозоми. И тоа дава одредени количини на аминокиселини, така? Но, ако на клетката и треба повеќе енергија и тоа не е доволно, клетката почнува со процесот на макроавтофагија. Така, значи макроавтофагија. Тоа што го разгледавме претходно. Океј? И ова дава огромна количина, бидејќи имаме масовно деградирање на протеини, на периксозоми, на везикули, на митохондрии и така натаму. И ова дава огромно зголемување на количината на аминокиселини, шекери и така натаму. Ќе видиме и како е всушност регулирано. Но нормално овој процес не може да трае многу долго, бидејќи имаме масовно уништување на залихите на клетката. Така што ако имаме долго гладување, процесот на макроавтофагија прекинува и започнува процесот на шаперон посредувана автофагија и на микроавтофагија, кој ќе разгледаме сега. Каде што имаме селективно така деградирање на тоа што останало. Веќе не може да се тера масивно, бидејќи ако се продолжи така клетка ќе умре. Така што мора да се намали количината на деградација и да биде поселективна. Така што после големо гладување, долготрајно, имаме шаперон последувана, кој што повторно ќе придонесе за реорганизирање на ресурсите, но на помало ниво. Вред? Океј. Сега само на кратко да видиме и микроавтофагијата, што не е ништо посебно. Микроавтофагија е едноставно кога самиот лизозом, како што си се движи низ цитоплазмата, налетува на одредени можеби агрегати од протеини. Така е, тука некој агрегат, некои шекерни компоненти, масни компоненти, гликопротеини, гликолипиди и така натаму, кои што се нашле на некој си место во клетката, така неорганизирани, и како што поминува лизозомот, тие ќе бидат припиени некако внатре во него, како налик ендоцитоза, само на ниво на лизозом. Нели ќе има мембраната ќе направи како мали вака ноџенца, па оно ќе влезе внатре и овие делови ќе се затворат и тоа што ќе се добие, нели, е везикула внатре во лизозомот која ќе ги содржи сите овие компоненти. Значи ништо спектакуларно, тоа е всушност процесот на микроавтофагија. На овој начин не се автофагираат големи органели, но само некои протеински агрегати. Океј, значи ова е микроавтофагија.
Да речеме дека имаме оштетен лизозом. На мембраната на овој оштетен лизозом имаме најразлични шеќерни молекули, гликани, на кои пак може да се прикачат така наречени протеини, галектини, ева ги бележиме со кафена боја, на кои пак се прикачува друга група на протеини кои ќе бележиме СЦРТ. И ова понатаму предизвикува да доаѓаат други протеини кои што се надева самиот лизозом дека ќе ја затворат оваа дупка. Така. Но ако тоа не се случи и не успее да се затвори оваа дупка во мембраната на лизозомот, тој ќе биде деградиран преку низа сигнални молекули кои што ќе го одведат овој лизозом во процес на автофагија од страна друг лизозом. Океј? И ќе се потекнат низа гени кои што ќе стимулираат синтеза на нови лизозоми. И тој цел систем на лизозомска регенерација и биогенеза се нарекува мерит, систем функционира каде што први пробува да поправи мембраната, ако не успее, пробува да го деградира лизозомот и да создаде нови лизозоми. Океј, ајде сега да видиме како всушност е регулиран целиот овој процес. Овде, тоа што го имам нацртано, е еден друг лизозом, значи исто се случува и на другите лизозоми, така, но за да го немаме се ова претходно што го цртав, нацртав нов лизозом со цел да биде почитко и појасно. Го имаме овој овдека комплекс, кој што е составен од вакуоларна АТПаза, протеин наречен рагулатор и протеин наречен РАГ. Овој РАГ протеин е хетеродимер и има 4 различни субединици, значи може А, Б, С и Д да биде, односно А, Б, А, С, А, Д, С, Б, С, Д, Б, Д, значи тие се комбинациите. И овој систем се нарекува всушност LINUS, Lysosome Nutrient Sensing Machinery. Во ред? Е сега, што се случува кога процесот на автофагија течел одредено време и сега внатре во лизозомот имаме аминокиселини, слободни шеќери, липиди и така натаму. Океј, значи се деградирале по-комплицирани молекули и се добиле основните градмени блокови. За да видиме како се ова функционира, требате да имате на ум дека овие молекули, овие протеини, кога се заедно, се случува процесот на автофагија. Океј, значи се случува деградација, катаболизам. Додека ако се одвојат, се случува анаболизам, односно градење. Така? Е сега, кога се вршело катаболизам, се зголемиле количините на аминокиселини, веќе не е потребно да се разградуваат работи. Океј? Така што овој комплекс треба да дисоцира, да се одвојат вакуларната АТПаза со регулатори РАГ протеинот. Првично, кога организмот ќе биде најаден, така значи има повеќе аминокиселини, овие два протеини регулатори РАГ ќе се одвојат од вакуларната АТПаза, така што се ќе бидат засебни. Но тие се уште ќе бидат инхибирани од страна на еден протеин кој што се нарекува ГАТОР-1, кој во регуларен случај, он и тука врши всушност инхибиција додека организмот е гладен. Океј? Но овој ГАТОР-1 пак е регулиран од друг протеин кој што се нарекува ГАТОР-2, кој што кога си најаден го инхибира ГАТОР-1. Значи, ако си најаден, во тој случај ГАТОР-1 не работи, тоа значи овој комплекс ќе работи. Океј? Океј. Но ГАТОР-2 пак е регулиран од други два ензима кои што се нарекуваат кастрол-1 и сестрин-2. Така што кога си гладен, кастор-1 и сестрин-2 го инхибираат ГАТОР-2. А ако ГАТОР-2 е инхибиран, во тој случај ГАТОР-1 се функционира и овој комплекс е инхибиран. Океј, е сега, да речеме имаш аминокиселини, така, во лизозомот. Аланин, аминокиселината, го инхибира кастор-1. Леуцин, аминокиселината, го инхибира сестрин-2. Значи кога си најаден, Н. Океј, значи има аминокиселини. Инаку имајте на ум дека овие термини гладен и најаден ја ги користам на ниво на клетка. Така, бидејќи кога ќе се кажат тие зборови си мислите на човек кој што јаде или пак гладува, но да, иако тоа може да е случајот, збориме дали клетката има сурплус или дефицит на енергија, а тоа се мери главно преку нивоа на АТП, односно АМП, преку количина на редуцирани или оксидирани кофактори и преку ниво на ацетилкоензима. Така, значи тоа се три маркери исто така и преку слободни радикали, клетката мери колку енергија има у нејзе. И спрема тоа кои реакции ќе се случуваат. Во ред, значи аланин и леуцин, кога се наоѓаат внатре во лизозомот, ги инхибираат кастор-1 и сестрин-2,
Ако они се инхибирани, тоа значи дека GATOR2 функционира. Ако GATOR2 функционира, GATOR1 не функционира. Тоа значи дека овој комплекс нема да биде инхибиран и дека ќе функционира. Вред? Значи гледате каква цела низа на реакции се случуваат, што е многу интересно. Значи гледаме дека овој комплекс па е регулиран од нивото на аминокиселини, поточно на аланин и леуцин. И да видиме што се случува сега кога е активен. Така, да речеме дека клетка е најадена, така што нели овие се инхибирани, а ќе ги подлечам со црвено. Овој е активиран, овој е инхибиран. Тоа значи овој тука комплекс е активиран. И овде во игра сега влегува и еден протеин кој што се нарекува REB. И овој протеин, заедно со овој димерен комплекс, се подлежи на пренилација, така што се стануваат укотвени, приврзани едни од други и функционираат заедно. И интересно е дека ако оваа пренилација е спречена да се случи, во тој случај овој комплекс не функционира заедно и клетката е постојано во процес на автофагија, односно катаболизам. Цело време деградира и така изумира клетката, односно ткивото, односно органот. Но окей, зошто е битен овој сега REB комплекс заедно со овој димерен комплекс? Тука на игра сега стапува mTOR. mTOR стои за Mammalian Target of Rapamycin или Mechanistic Target. Зависи, има две имиња. И ова е протеин кој што е мастер регулатор во клеточен метаболизам. Значи mTOR заедно со AMPK за кој ќе збориме во видео. Сега, mTOR постојат два различни комплекси, mTOR комплекс 1 и mTOR комплекс 2. Ја ви ги комплексите. Значи mTOR комплекс 1 е составен од mTOR, Deptor, Pras90, Monoseta, Raptor, додека mTOR комплекс 2 е составен од слични протеини, но насто Raptor има Rictor, и на него се прикачува Protop, MSIM и така натаму. Најчесто кога се збори за mTOR се мисли на mTOR комплекс 1. Вред? Окей. Е сега, mTOR кога се наоѓа вака слободен во цитоплазмата, он е неактивен. Окей, значи он е неактивен кога е слободен во цитоплазмата. Но под дејство на REB и овој регулатор RAG комплекс, mTOR се прикачува на нив. Окей, значи mTOR ќе се прикачи тука, се прикачува поточно на RAG протеинот. Окей, и кога е така прикачен на овој комплекс, тој е активен. И кога он е активен, он влие на голема низа протеини, но тие што нас не интересираат, сега ќе ги спомнам. Еден од тие протеини на кои влијае се нарекува P70S6K. Овој протеин понатаму влијае на други протеини, како што е, нормално ова се цел низа чекори, ние маци скратуваме, еден од тие протеини кои влијае позитивно, го активира поточно, е CAD, кој понатаму е одговорен за пиримидинска синтеза, односно создавање на нуклеински киселини. Овој протеин исто така негативно влијае, односно го инхибира еден протеин кој што се нарекува EEF2K. Окей? Значи, ева ќе бележиме EEF2K, значи го инхибира него. А тој протеин во нормален случај, кога клетката, значи ова е најадено, кога клетката гладува, он инхибира еден протеин кој што се нарекува EF2. Вред? А овој протеин е одговорен за протеинска синтеза. Нормално не директно, преку низа следни чекори, тој се надоврзува со рибозомите за создавање на протеини. Не ви е сега тоа битно, поентата е дека кога овој протеин е активен, имаме зголемена протеинска синтеза. Значи кога си најаден, P70S6K го инхибира овој протеин, ако овој не работи, во тој случај не може да го инхибира овој протеин, така што значи дека овој работи. И нормално mTOR активира и многу други протеини во кои нема да навлегуваме, бидејќи тоа се метаболички патишта кои не ни се од клучен интерес барем во овој процес. Така, се е поврзано, но нема да ги разгледаме. Е сега, тоа што го инхибира, најклучно е AMPK, но исто така и ULK1. Значи, ако се навратиме тука, ULK комплекс 1 е инхибиран од страна на, вака, па ќе направам со испрекинати линии, зашто многу е далеку, значи кога си најаден, е инхибиран од страна на mTOR. Значи го инхибира и AMPK кога е најадена клетката.
Дополнително исто така, ова не го спомнав преска, но инхибира еден транскрипцијски фактор кој што се рекува TFEB. Овој транскрипцијски фактор е потребен за лизозомална биосинтеза и кога е инхибиран, он всушност се прикачува овдека на комплексот и кога е прикачен е инхибиран. Океј? Инаку овој транскрипцијски фактор е пак активиран од не за други работи, но една работа која е активирана кога имаме лизозомално оштетување, така што од самиот лизозом имаме излегување на калциум, кој што преку калцидни урин и не за други протеини, кои нема навлегуваме, го активира транскрипцијскиот фактор ЕБ, но под дејство на mTOR тој е инхибиран. И нормално истото важи, mTOR инхибира и многу други работи во кои нема навлегуваме, значи само ќе ставам со испрекинати линии. И како што гледате, mTOR стимулира анаболизам. Го прекинува процесот на автофагија, стимулира синтеза на нуклеински киселини, стимулира синтеза на протеини, односно промовира градење. Така, мислам градење на водници, не се градат згради, него се градат органели, така и клетката и понатаму тоа ќе бидат ткива, органи и така натаму. Овој протеин е например многу битен во формирање на мускулна маса. Така, што поголема активност на mTOR, има поголема мускулна маса, има на различни протеини кои го инхибираат миостатини и така натаму, но тоа е друг муабет. И нормално овој процес сега ќе трае на анаболизам се додека не се потрошат ресурсите. Така, кога ќе падне повторно нивото на аланин и леуцин, бидејќи ќе се потрошат аминокиселините, ова се ќе пропадне, така што ГАТОР1 ќе си го инхибира комплексот, така што нема да се активира mTOR, ќе се откачи и ќе почне повторно процесот на автофагија. Нормално е регулирано од повеќе фактори, не само од нивоата на аминокиселини. Океј? И сега ќе видиме како всушност се регулирано од страна на АМПК и на различни стрес фактори. Океј, го видовте одека лево, го нацртав. АМПК, што стои за Adenosine Monophosphate Kinase. Ова е ензим кој што е контролиран примарно, барем од тоа доаѓа името, количината на АМП, аденозин монофосфат. Поточно на односот помеѓу АМП и АТП. Пример, ниски нивоа на ацетилкоензим А, високи нивоа на натрий NADP+, високи нивоа на АМП, високи нивоа на ROS, Liver B Kinase 1, исто така го активира, кој зависи од многу работи. Големи разлики во температурата, така многу е топло, деградираат протеини, многу е ладно, исто така тоа предизвикува активација на АМПК. Сега, кога АМПК е активен, тој пак стимулира да се активира така УЛК1 комплексот. Ева како идеме нааму, кај беше даноле некаде. Значи УЛК1 комплекс кој што беше инхибиран од mTOR е активиран од страна на АМПК. Така кога си гладен. Друго нешто, активиране транскрипцијскиот фактор ЕБ. Така, кој што го видовме овдека. Активиране си протеини кои што вршат зголемена експресија, односно не за транскрипцијски фактори, се зголема експресијата GLUT4 транспортери, не за други протеини кои ќе го инкорпорираат GLUT4 транспортерот во мембраната. Значи GLUT4 кој што ќе биде инкорпориран во мембраната со цел да имаме наплив на шекер во клетката. Зголемена активација на адипоцитна триглицерид липаза со цел да имаме повеќе слободни масни киселини. Додека пак инхибира активација на ензим клучен во синтезата на холестерол. Инхибира други ензими кои што се одговорни во процесот на бета-оксидација. Инхибира ензими кои што се одговорни во синтеза на глукагон, односно гликоген. Исто така активира еден комплекс кој што заборав да го спомнам, но окей, кој што се нарекува TCS, еден или два, има различни комплекси, кој што кога е активен го инхибира REB протеинот. Значи овој комплекс кога е активен го инхибира REB, окей? А он е активиран од страна на АМПК. Исто така е активиран од PPS3, што е онкоген, поврзан со тумори, не морам сега да влегувам во детали.
Значи, ако имаме оштетување на генетскиот материјал, се активира повеќе ова, така што стимулира автофагија. Океј, значи ако има автофагија, да се деградираат нуклеиски киселини. А овој комплекс пак е исто така стимулиран од хипоксија, кој што преку цела низа протеини, значи нема да влегуваме, има многу протеини кои што се инволвирани во процесот на хипоксија, врши инхибиција на РЕБ, врши инхибиција на МТОР, врши стимулација на ТЦС. Нормално постојат и работи кои го инхибираат ТЦС, како што е инсулин, како што е раст протеини и така натаму и така натаму. Значи инсулин кој е анаболички, така преку АКТ тој го инхибира ТЦС комплексот, има други протеини кои што исто така го инхибираат, кои што се анаболички. И нормално процесот освен што е контролиран од страна на многу протеини, контролирани од страна на многу транскрипцијски фактори, кои пак се контролира од страна на протеини. Значи овдека имам запис на некои што го контролираат процесот инхибиторно, односно спречуваат автофагија, и има некои кои промовираат автофагија. Океј, значи има најразлични, го тој TFEB што го спомнав претходно, но сакам да спомнам нешто интересно за HSF1. Океј, иако ги има многу кои што се врзуваат на различни секвенции од генетскиот материјал и промовираат експресија на одредени протеини кои што стимулираат синтеза на лизозоми, зголемена експресија на АТГ протеини и така натаму и така натаму. Интересно е HSF1 како функционира. Тој нормално е врзан за одредени хит-шок протеини. Океј, ќе бележиме вака со розова боја. Сега, овие хит-шок протеини нормално кога клетката е во нестресирана, најадена ситуација, така се вака преврзани еден со друг. Но да речеме дека клетката се најде во некоја постресна ситуација, например, зголемена температура. Така и некои протеини почнуваат да денатурираат. Имаме тука некои протеини почнуваат да денатурира. Нормално, овој хит-шок протеин ќе иде да помогне со цел тоа да не се случи, при тоа се откачуваат и овој транскрипцијски фактор сега е слободен да влезе во јадрото и да стимулира процес на автофагија. Значи гледате еден многу интересен начин на регулација. Нормално има и многу други вакви примери, особено например ако збориме за митохондри. Така, значи митохондри се органели кои што се многу метаболички активни, многу хемиски реакции се случуваат внатре во нив, битни се за продукција на енергија. Така од нив зависи колку има РОС, колку има АТП, колку има ацетилкоензим А. Така реков дека тие се битни работи за контрола на АМПК. Океј? Така, значи ги запишав претходно. Тоа значи дека митохондриите се битни за регулација на автофагија. И нормално на нив има одредени протеини кои што ги маркираат. Така, значи имаме Pink, имаме Parker протеин, кои што се поврзуваат со одредени SLRs, нели тоа е рецептори кои што посредуваат во автофагија. Така што митохондриите ќе завршат и ќе бидат рециклирани, ако се оштетени. Така, пред самиот процес на оштетување, овие протеини Pink и Parker се појавуваат на мембраната, така што клетка да знае дека оваа митохондрија не чини и оваа треба биде отстранета. Ако не биде отстранета, она ќе почне да продуцира се повеќе и повеќе слободни радикали во околината и тоа ќе предизвика до оштетување на клетката, а на ниво на ткиво, односно орган, ќе предизвика воспаление. Исто така митохондриите има и на друг начин на кој се вклучени во овој процес, а тоа е преку BCL2. BCL2 всушност се врзува со беклин 1 и при тоа го инхибира. Океј, но ако BCL2 е потребен за да се започне процесот на апоптоза, во тој случај нема да го инхибира и беклин 1 ќе може, заедно со комплексот P3K, да си го продолжи процесот на автофагија. Така што што се случува апоптоза, се случува истовремено и автофагија. Гледате, ова е уште еден начин на регулирање, како апоптозата е поврзана. Нормално овдека се вклучува и многу цитокини. Така, значи цитокини кои влијаат на апоптоза, во диференцијација на клетки и така натаму и така. Значи има цитокините влијаат на многу фактори внатре во клетката, па тоа влијае на многу други протеини и тоа неизбежно влијае и на автофагија. А од тука гледаме дека нели имуниот систем е всушност вклучен во овој процес, освен што е вклучен како заштита од, не знам, некоја клетка инфицирана, а имуниот систем исто го користи овој процес за да уништи патогени кои што се внатре во клетки, значи интрацелуларни патогени. Као што спомнав, тоа се вика по терминот ксенофагија. Така кога се фагоцитираат и кога се разградуваат по процес на автофагија,
некои патогени, например вируси или интрацелуларни бактерии. И ова е евидентно дека е битен механизам, бидејќи постојат многу патогени организми кои што инхибираат најразлични протеини во целиот овој процес. Значи постојат голем број бактерии и вируси, има цела литература, ако сакате ќе ви покажам или ќе можете сами да си најдете, каде што огромен број различни бактерии, така и вируси кодираат за протеини кои што инхибираат најразлични протеини во целиот овој процес со цел да не бидат деградирани. И има многу други истражувања кои викаат дека овој процес исто така битен во процесирање на антигени, дури и ние селф антигени кои што се презентирани на МХЦ класа 1, така, кои што самиот имун систем ги гледа и знае дека тие се од внатрешноста на клетката и има начин како одредени работи кои што се внесени во клетката во пат на ендоцитоза да бидат процесирани преку автофагија со цел да бидат представени на МХЦ класа 1. Бидејќи обично, нели, ако памтите од имунологија, МХЦ класа 1 да, тие протеини кои што се синтетизирани внатре во клетката, но МХЦ класа 2 презентираше протеини кои што беа внесени по пат на ендоцитоза. Тие завршува на МХЦ класа 2. Епа, со помош на автофагија има начин тие протеини од ендоцитоза кои што се внесени да завршат и на МХЦ класа 1. Што ќе помогне во активација на CD8 позитивните клетки. И така натаму и така. Значи има многу работи. Ако навлеземе во литературата, едноставно ќе ви штукне главата колку информации има. Океј. Мене например интересно ми е многу како е всушност поврзано со старење, со сирт протеините, односно сиртуините. Океј, значи има едни протеини кои ги разгледам во друго видео, sirtuins, кои што се вклучени во епигенетска контрола на генетскиот материјал. И тие се надзависни деацетилази. И што се случува? Кога гладува организмот, така, нема доволно ацетилкоензима. И со цел да се ослободи повеќе, овие сиртуини деацетилираат други протеини со цел ацетилкоензима да не биде врзан за протеини, него биде слободен, со цел може да се користи на други места. А интересно е дека голем број од овие АТГ протеини, кои што се потребни за овој процес, кога се ацетилирани се неактивни. Така што, да речеме, го имаш овој АТГ, има ацетилкоензима на него и не е активен. Доаѓа сиртуинов. Сиртуинот вика, немаме доволно ацетилкоензима во клетката, ни треба повеќе. Иде тука, така, го деацетилира и сега АТГ е активен, почнува процес на автофагија кој продуцира уште повеќе ацетилкоензима и тоа е само си еден ваков регулаторен механизам. И како што ќе се зголеми ацетилкоензима, ќе има повеќе енергија во клетката, ќе се намали количеството на над, ако се намали количеството на над, ќе нема да функционираат и сиртуините и ете ти негативен фидбек. Каде што самиот процес си се регулира. Еве, например, се овдека ќе ги покажам некои pathways за кои ги говорев, но овдека и во повеќе детали. Значи гледате најразлични работи кои што се поврзуваат едни со други, его комплексот, его P3K комплексот, така. Ете го Беклин 1. И сега гледате од сите работи кои што е инхибиран или стимулиран фосфорилација, тргнат фосфор, додаден фосфор. Тоа е поврзано со АТГ 12, 5, 16 комплексот, кој што е поврзан или за инволвирање на LC3 на самиот на автофагозомската мембрана. Така, и сега гледате што е интересно. На сите овие можам да стиснам, еве, стискам пример на Беклин 1. Стискам на Беклин 1, ме носи овдека, каде што гледам во кои се процеси е вклучен. Митофагија, автофагија, Алцхаймер, Хантингтон и така натаму и така натаму. Гледам секвенцата на тој протеин. Може да стиснам кај други животни какво е. Можам да видам 3D структурата, кои мотиви ги има, каква е тридимензионалната структура и така натаму и така натаму. Може да се навратам и за другите протеини. Значи за VPS-15, Vascular Sorting Protein. Океј, имам информации за него, која е неговата секвенца, каква е неговата структура. Можам да сменам и односно отидам на други места. Например, сакам да знам дека овдека има AMPK сигналинг, да видам што се случува со AMPK. Стискам тука, ми носи на сосема друго место каде што го имам цела AMPK. И гледаме како е поврзан со многу други работи, како тоа е интегрирано со метаболизмот на шекери, клеточниот циклус, синтезата на масни киселини. Ако не ми текнува синтеза на масни киселини, ќе стигна на тоа, ќе ме однесе таму. Па тоа гледам како е интегрирано и така натаму. А па како отворам литература, например идам на Google Scholar,
така, и откуцувам, еве, autophagy, така и гледаме истражување на истражување. Колку има овдека? 100, но колку нашло резултати? 1.130.000 резултати за автофагија. Ова се peer-reviewed research. Океј, најчесто се некои постари, најголем дел се застарени, ке стиснеш од 2018 година. Гледаш од 2018 механизми на селективна автофагија поврзани протеини со канцер. И така натаму, Lysosome Biology. Гледате ова, виолето и што сум ги читал. И ова се поврзува со многу болести. Модерно е сега се истражуваат невродегенеративни заболувања, Паркинсон, односно алфа-синуклеин протеинот. Тоа се случува бидејќи се агрегираат протеини, не се отстрануваат со автофагија. Зошто? Зашто во нервното ткиво е малку ефективна автофагијата, бидејќи лизозомите се формираат кај крајниот дел од аксонот, кај што е базалната плоча, а треба да се транспортираат се до сомата, бидејќи таму кај сомата треба да се случи автофагија, а тоа е многу долг пат и не е толку ефективна автофагијата и имаме доста акумулирање на протеини во нервното ткиво и имаме доста невродегенеративни заболувања. Канцер е исто поврзано со ова, бидејќи нормално автофагијата, ако е цело време успешна, така ќе спречи развивање на канцер. Но, парадоксално, ако се случи канцер, автофагијата му помага на канцерот да обстане што подолго. Така бидејќи го чисти ѓубрето и го одржува канцерот повитален, да не кажам. И ова е поврзано и со автоимуни заболувања, така кога доаѓаат бактерии, кога доаѓаат вируси кои ги оштетуваат клетките. И сите тие damage associated molecular patterns, DAMPs, што се нарекуваат на англиски скратено, можат, ако не се процесирани, ако не се разградени, да реагираат со имуниот систем, да предизвикаат автоимуни заболувања. И така натаму и така натаму. Значи гледате дека ова може да иде до многу далеку и како една зајачка дупка. Почнуваш и навлегуваш и нема крај. Но тоа што ви го представив е некоја си сумација на тоа што треба да го знаете. Океј, нормално има многу повеќе и ако почнам да објаснувам се, видео ќе трае 5 сати. Сега сигурно верувам дека и до сега е 1 сат време. Океј, тоа беше се за ова видео. Се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во следното видео. Довидување.